Со кутии во која е спакувана опремата како озвучување, осветлување, микрофони, но и со запалени свеќи, компаниите кои организираат настани го кренаа гласот поради како што велат неодговорноста од власта. Компаниите од ивент индустријата кои дојдоа на протест пред владата бараат неповратна помош, грант, односно за нив да важи истата поддршка со која се офатени ноќните клубови. Тие символично го одбележаа како што велат поменот 1 година по воведувањето забрана за одржување јавни настани. Година дена буквално сме во неизвестност како ќе продолжиме и што ќе продолжиме. Колегите што ги гледате зад мене се само мал дел од сегментот организација на настани. Денеска решивме да бидеме тивки, да ја дадеме еден вид на помен на нашата индустрија. Сите овие сандаци што ги гледате зад нас, во нив е опрема која што лежи буквално 1 година по магазините. Неискористена пред се? Неискористена, не треба да кажувам дека за тие магазините колегите плаќаат кирија, имаат обврски кон кредитите. Бабиќ вели дека пред 1 месец разговарале со вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битиќи, но не добиле ниту еден конкретен одговор. Она што им било сервирано е само неразбирливи мерки, кои како што вели тешко дека ќе го ублажеле ударот. За жал на пресконференција на владата видовме дека не само што не наразбрале, него си направиле некаков модел кој што ние не го разбираме. Тие велат ќе им дадеме на компаниите да организираат државни настани. Државните настани, значи тие ќе не ангажираат нас, што во мирнодопски услови, да речеме да нема пандемија, истото треба да го направат. Значи тоа не е помош, тие ќе ни дадат работа. Првото прашање кое се поставува, како ќе ни дадат да организираме настани кога ние не знаеме кога пандемијата ќе се стиша. Со овој собир, вели таа, асоциацијата сака да го сврти вниманието на владата, но и на јавноста за лошата состојба во која се наоѓа оваа индустрија. Претходно на улица излегоа и организаторите на свадби кои изминативе денови неколку пати протестираа. Бараа владата да им дозволи да работат како останатите кафани, зашто не било фер постојано мерките за заштита да бидат на штета на компаниите. Па така ако продолжи ваквата состојба, добар дел од нив размислуваат и затворање на бизнисите.